сваќаат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Ето тоа е таа книга која ја озвучуваме. Времето на скарбизмот. За 10 години театар Скрби и утеха, издадена 98. Театарот е возобновен 88 година и која ги отвара суштинските прашања каква битка се водеше со театарот Скрби и утеха. Ги читаме тие за да останат како трага, како слика и звук за судот на честа, 17-та страна. Значи 10 години театар Скрби и утеха. На предната корица е ја слушам својата мајца после 12 часовниот маратон на дрвеница, а ова е антички македонски символ кој потоа Хитлер го користи, најден во црквата Свети Ѓорги во подот, во мозаик. Судот на честа. Еден председател на судот на честа со упорност на овен ме убедува дека Владо Д не треба да ми режира мене. Зборува за Владо Денчев од Скрби и утеха. Судот е личен избор. Честа е приватна категорија. Кога некаков централен комитет му дава отказ на актерот, реагира некакво театарско здружение со собствено поведение. А тој кутриот избраканиот до ден денес го нема трајно решено екзистенцијалниот статус јуни 1997, кога сум го пишувал, кога излегла оваа книга. Видите, тогаш се затвори Кумановскиот театар и Владо остана, после сите други ги врати, а него го избрка. Хонорарно реализира во МТВ. Кој е тој суд? Која е таа чест да не ми режира избрканиот, кога единствена утеха театарска му е театарот Скрби и утеха. А неа не ја заслужуваат ни здружението, ни тој суд на честа. Си беше еднашка Ристо Шишков. Средба со едно недојдено утре, 17-та страница. После лебедот не бркаа актерите за парите. Така за лебедот. Томе, Владо и јас, тројцата должници, со денови одевме да слушаме празни летувања, учтиви насмевки. Еден висок мустаклија ни велеше: дојдете утре, први сте на списокот. А средствата никогаш не стигнаа. По неколку години истиот тој го сретна во едно за време на едно театарско гостување во театарот Центар, денес театар Комедија. Штом се изгаси светлото и почна представата, излезе во конспиративност низ вратата. Какво задоволство, му стана незгодно дека го фаќам на бегање. Чудно, не ја заборави онаа вештачка министерска насмевка. Заборавив да го прашам дали се уште сме први на списокот за утре. Кого го интересира вчерото? Важни се мустаките, зарем не? Што да се очекува од човек кој го напушта театарот штом ќе почне представата, и тоа во темнина? Во Библијата вели кој не е со Бог бега од светлината и оди во темнина. Запис за една културна шахта. Оној кој одзатнува шахти, играјќи во една соседна земја, го нарекле Шекспиров актер. Но тој одзатнува. Веројатно е тоа креативна потреба. Еднаш ми вели: нема да дозволам да пропаднеш како актер. Дали мислеше да не ја затнам шахтата? Не знам, одводот, но еве во истиот текст на тој Шекспир одбрав 15 сцени и го работам сам со оној избрканиот актер и со актерот кој повремено одзатнува шахти. Каква комбинација? Избркан актер, Шекспиров актер кој одзатнува шахти, и јас, Тихомир Стојановски, и тој патувачот, актерот, драматургот и режисерот Will am I, на англиски, дали сум јас. Се работи за комбинација во која ни Бекет ни Онеско немаат шанси. А Министерството не сака финансиски да учествува во сето тоа. Убај тие, кој знае. Може би оние четворицата се штетни за културната политика на земјата. Или напомош Исусе од
театарската администрација. Ионеско или оној кој пее. Потоа се префрливме на системот 18 страна. Играме од љубов, ако ни пуштат некој динар добро, а ако не ни пуштат пак добро. Исус напред, ние по него. Се собра тим за триумф. Јордан Витанов и Слободанка Чичевска од Велес, Ердоан Максут од турската драма, Билјана Беличарац и Кети Дончевска од Федеу, јас Тихомир Стојановски, режија Владо Денчов, музика Јане Пенов, костими Јанета Блажевска Бошњаковска, сценограф Крстет Джидров, Благоје Ивановски светло мајстор. Некои луѓе се заминати. Исус да ги прибере во Царството Божјо. Какви проби беа тоа, каква забава, се смеевме и уживавме во фантастичните сцени на ЮНЕСКО. Навистина пробите беа вистинско духовно задоволство. Премиерата се одржала на 11.3.1993 во салонот 1919. Мирисаше на успех. Прв пат не напиша критика. Нашиот стар обожавател, театарскиот критичар. Еден друг пишувач на радио не нарекол келавата печенка. Но попусто, синковци, кога се има тим за триумф, не помагаат механизмите за цензура во културата. Оваа екипа од 6 актери имаше доволно енергија и верба. Одигравме 19 представи. Хонорарот за актерите беше по 100 германски марки. Пас наоѓај се. Вкупниот буџет беше 2000 германски марки, од кои 30% ни зема КИЦ, културно-информативниот центар, и понатаму на ФААТ ни донесоа 200 деца, се боревме со нив и ги победивме. Кој го победува светот, а? За сведок го повикувам академик Матеја Матевски. Понатаму бевме на клиника за психијатрија, во село Велестово на Дохрид, во Корча, по село Пустецке, македонците во Албанија. Игравме дење, ноќе на отворено, секаде контактот со публиката беше активен процес на соочување со актуелниот момент. По древно-македонскиот драмски автор Еврипид, театарот ги врамува општествените конфликти. Освен тоа, голем број луѓе ја гледаат представата по 2 пати или 3 пати, или имаат потреба да го сторат тоа. На крајот на представата музички се разлеваше македонската химна. А што е тоа химна? Музички запис кој кога се изведува, те тера да се гордееме со гордоста на својата земја. Гордоста е грев по Исус. Па нели до вчера се гордеевме со друга мелодија. Имавме југословенска химна. Или може би утре ќе ни напишат нова, како што денеска сакаат 2022. Кукурајковци, слугите на сатаната. За некого химната е песна, политика. И сега затоа представата ја крстивме келавата П. 3 точки. За некого тоа е песна, политика, пошта, парламент, полиција, а за некого печенка, кој зашто му дал Господ секолно според заслугата. Како што си живеел, така и ќе умреш, братче. Не е тоа онаму, туку е ваму, кај нас. Така завршува таа антипиеса. Господа, Исусе. Подосна кога една политичка постава ни го смени името и знамето, навистина гротескно изгледаа бранителите на таа разложена химна од театарот Скрби и утеха. Тоа е само еден мал доказ дека таа келава П на Ежен ЮНЕСКО и Скрби и утеха била вестител на настаните што доаѓале. Драги театарски читатели, односно пророчка уметност, уметност во дух и вистина, насмевка и срдечност. Еднаш една студентка ми рече дека после мојата сценска исповед, последниот скок на Джек Л, го засакала театарот и се запишала на Федеу. И тоа дури отпосле како стана еден од столбовите на овој театар. Нејзиниот ангажман, верба и посветеност до денес не можам да ги пронајдам во младите кадри на факултетот ни. Сега кога ја нема со избрканиот, понекогаш узнаваме за потребата од неа. Во нејзина чест држиме театарски маратон секоја година во февруари. После сцените кои ги играв со Хамлет ми приоѓаа луѓе и ми велеа секоја чест, досега никој не се осмелил и слично. Значи Хамлет сите монолози еден по друг, Ричард и Макбет сите монолози еден по друг ги играв сам на празна сцена без музика и костим. Ја мерам сериозноста во нивните погледи. Во прилеп не сретнуваат со Владо, после раскрилување ни кажуваат дека ни се верна публика. Зошто сте толку скромни?
Не прашуваат гледајќи во програмчето отчукано на машина и фотокопирано на машина за чукање. Тогаш немаше компјутери. Кој одговор да им го понудиме освен насмевка и срдечност? И сега како да не им верувам мирни дека тие ја разбрале пораката која преку сцената сме им ја испратиле ним. 20 страна за театарската неслобода. На предстојните избори зема учество голем број театарџии. Една новинарка предложи да не гледа селекторот на манифестацијата Денови на македонска култура во Данска. По неколку дена ни јавија дека селекторот нема воопшто да ја гледа нашата представа. Зошто да се трошиш, бе, синко? Зошто? Којте? По 2 недели читаме дека таму ќе оди некој друг културен центар без да го гледа селектор. Зошто да се троши тој? Да. И не само тоа, нивната представа ќе имала премиера во Данска. Значи за едните има, односно нема селектор, а за другите има директно во финале. Но Шекспир вели, но така не е горе. Кралот во Шекспир. Значи за едните, а нели сите сме еднакви пред Бога и пред националната култура, или тоа е само така да се каже. Културниот центар потоа доби зграда доби и младинско-детскиот театар. Објектите претходно и припаѓаа на армијата. 21 луѓе на споменатите културни институции беа политички представници на партијата на власт. Разбирате ли што сакам да ви пренесам, драги мои читатели? Дел од театарската неслобода на македонската култура. Тоа не е тоа, 21 страна. Тоа не е тоа. Се возиме со Владо во лифтот на државната телевизија. Кога новинарката која пред премиерата не покани да гостуваме во културната емисија, а потоа се премисли. Знаете, она не ја гледала представата. Беше колешката и ми рече, колешката нејзина и рекла, тоа не е тоа. Немате костими, да, немате да, тоа не е тоа, се правда. Се насмеавме со Владо, тоа не е тоа. А кој е, што? Кога, како, кој, поради што? Лифто знае колку судбини качува и симнува дневно. Имам чувство дека некој некогаш некаде овде во македонскава земја се плаши да го изговори вистинскиот збор. А една лага изговорена 100 пати станува вистина. Дали тогаш значи дека една вистина изговорена 100 пати станува лага? Макијавели? Ете. А Исус вели, мојот народ гине од незнаење. Прашајте го господинот Лифт во македонската телевизија кој ката ден се симнува и качува горе долу. Или тоа не е тоа. 22 страна. Збогом мину. Се јави Јордан од Велес и ме прашува дали сум слушнал дека загинала Мину на пат за проба во Струмица. Беше тоа февруари 92-та. Ние тогаш бевме на половина пат со Келавата П. Имаше варијанта Мину по премиерата во Струмица да го игра ликот на Мери во истата представа. Но тоа не бидна. Еден студен февруарски ден, дуваше мразен ветер, се искачивме на брцето во Ѓорче, на свадбен пат, фиданка во раскрилување. Незаборавните монолози остануваат изрезбани по нашите души. Сцената кога таа како смртен ангел го раскрилуваше рацина, за секогаш во нас со скршени крилја. Овој театар нека е вечна посветеност нејзе и на незината безгранична верба во големата лажливка сцената. Исус е на помош. Седиме во некој Јан, Владо, Гоце Ристевски останатите. Тишината е тажен одек, екот од нашите кратки судбени на минување. Довидување Мину, довидување Бојка, Фиданка, Ленка, мајката и сестрата на Јонко Вапцаров, Марија во лебедот на Кузман. Довидување оти горе на сцената остануваш со нас, во сонот наречен театарска представа. Ти посветуваме еден театарски маратон, остана неостварена твојата желба да одиграме една комедија, Келавата П, ќе ја играме за тебе и за Исуса се разбира.
Нека им е срам на оние кои се послужија со твоето име да расчистуваат политичко-верски бранувања. Останува недоиграната прличева реплика на празната сцена. Чија ли е таа мома? Има некој пајажина чии клепки толку лични се. Слободен е само оној кој ја презира смртта. Што да се прави со споменот на своите страдања? Реплики од тага за лебедот. Едно есенско утро на ФДУ рече: сакам да играм со вас двајцата, да направиме поинаков театар. Се мисли на Соденчов и мене. Зборот зошто, како вид збори е? Што значи зошто? Повторно прозборува Прличев. Имам верба во тој збор. Сега не има помалку за еден. Или не. Чекориме по најдолгата улица. Улицата се претвара во друм, друмот во драма. Наместо солзи продромуваме. 23-та страна, цената на театарската слобода. По тага за лебедот првпат го почистував механизмот за премолчување во најекстремната варијанта во театарот. Не знаев дека критичарите можат да се насочуваат. Мину замина за Прилеп, дојде да се збогуваме дента кога патуваше. Ја носеше својата гурбеска тага во гордиот поглед. Не ме отпишувајте, значи не можеше да најде работа во Скопје, мораше да оди во Прилеп и во Струмица. Секогаш сум со вас, ни рече. После и прозборев некоја реплика од лебедот, се насмевна и појде. Од тага за лебедот на Прличев. После се јави мајка и на телефон: тихо, зошто мора да оди во Прилеп кога има свој театар во Скопје? Што сум ми одговорил, не знам, но знам дека некој манипулираше со некого. Да мора да оди некаде за да заработува за живот. Со кој право? Зошто не можеше едноставно да работи кај нас? А во истото време, еден штотоко формиран театар со политичка подршка вработи 3 или 4 актери. Со кој вредносен систем тие можат, а ние не, да се занимаваме со сцената? Нели сме сите еднакви пред Бога? Кој решаваше за тоа, кој може, а кој не може да се вработува? Со кое право, зошто? Дури сега го разбирам Шишков неговата агресија. Остана чувството дека ја однесоа Мину. Остана прелагата за театарското вреднување, горчина, скрб, еден гроб во ѓорче. Весниците објавија членката на Прилепскиот и Струмичкиот театар. Држеа беседи пред да ја положат во дупката. Дојдоа денови на криза, колебливост и горчина, се допишував со Министерството за култура, размислувавме каде, како и зошто да продолжиме. Се јавуваше Јордан од Велес да размениме трошка скрбизам, останатите не бареа за парите, Јане Пенов, Крстет Жидров не бодреа да издржиме. Еднаш неделно одевме по канцелариите на факторите за културата, прости ми Исусе. Празни зборови, лажна љубезност, оправдување оди ми дојди ми. 8 актери од 14 мината бевме невработени од екипата на тага за лебедот, не ги исплатија средствата. Подоцна големиот театар со истиот текст добил 14 милиарди пари, тогаш не знам што беа денари. Колку за споредба нам отпустени пуштија 1 милиарда. Истата представа правеше маната. 14 пати поголем, 14 према 1. Милица Стојанова играше и кај нас и кај нив. Цената на театарската слобода. 24-та страна. Кој чека ќе го начекаат. Го чекаме Годо. Или така ни се присторило. Си испотепа еден театар да докаже дека тие први почнале да чекаат пред нас. Нашиот стар професор своите студенти ги прогласува за аматери. Добра иде своите, ама тугите. За нив нема право да суди. Времето ќе покаже. Или толку ги цени своите академски колеги. Чекаме, ние чекаат тие, ние пред картата за делба на земјава. И пред новата меѓа, тие сами си знаат пред што. Повторно театарот имаше пророчко. Може би пред фактот да не бидат втори. Многу време помина од тогаш кога првпат се чекал Годо. Точно е дека аматерите први го отворија чекањето пред многу време. И тоа е срамно пред професионалните чекачи. Не и се може би некому чекањето му служи да докаже дека е прв,
од вториот, или се работи за проста нетрпеливост? Зарем толку лесно се откажува од оние што ги учел на факултетот, кога, како и каде да го чекаат Г, чекајќи го Г? Или сето тоа е едно големо чекање? Не те оставаат просто да си почекаш, драга публико, ја најдов пајажината. Лажен одраз на некој просечен настан. Постојано читаме за блескави успеси на наши театри низ светот. Убаво е да си успешен во секој поглед, меѓутоа, потоа доаѓа некој далечно ехо од настанот де немало публика, де си играло во некој мал провинцијски театар и слично. Пустиот комплекс на непризнаениот народец да покаже дека може, дека знае, дека умее. Секоја поголема земја се грижи за сопствената култура, за условите во кои се создава да бидат побезгрижни за оние кои се предаваат на уметноста, да не мораат да работат нешто друго за да се прехранат. Кога ќе се надмине балканскиот фамилиарен комплекс и ќе се престане со антиселектирање, тоест ќе се пушти слободна конкуренција на уметничкиот пазар, во наводници. Значи, нашиот театар да може да игра во било која зграда, доколку има интерес од публиката и обратно. Тогаш, може би и само тогаш, секое дело за секого ќе биде ставено за преиспитување во споредба со другите во рамноправни услови. Зарем не е грев актерите да се здружуваат во објекти, по потрага по екзистенција, наместо по вокација и идеја? Дотогаш ќе читаме како блескаво се му покажале на светот дека ние сме први во се, па дури и во театарот. Денеска во Македонија во крадење, во лажење, во продавање на сопствениот народ, банда кукурајковци. Дами и господа, се разбира сатански слуги како лажен одраз на некој просечен настан. За македонскиот Орис. 26-та страна гостуваме во Кочање на така речериот ФАТ, демек фестивал на аматерите и алтернативата. Со келавата П на ЮНЕСКО. Во салата беа влезени околу 200 деца. Кој ги довел, зошто, не знам. Галаме и вребеа за време на представата. Ние игравме цврсто, просто се боревме со нив. Тоа беше голем опит за актерската екипа. Успеавме да ја одиграме представата и покрај се. Не се поведовме по нив. Напротив, тие и покрај се видоа театар. Потоа академик Матеја Матевски ни честиташе и беше задоволен од начинот на толкувањето на текстот. Утредента, освен Гоце Ристевски, премолчување. Некој праша што е тоа П? И за химната. Владо им одговори добро, сепак остана двоумењето да не помислиле дека ЮНЕСКО е автор за деца или тоа со публиката е фактичка состојба. Да, Кочани е убаво место за одмор. И е познато по оризот. 26-та страна. Дрим, драм, друм. Владо Денчтов се разбира со ум. Во доцните утрини ја препешачува најдолгата театарска улица на светот. Каква мизансценска метафора. Ништо не може да го пишмани. Само понекогаш му се случува да залута лево-десно и пак се враќа на истото. А има колеги кои се движат, вртејќи се околу единствениот круг во нивниот живот и не се пишмануваат. Секој ќе добие онолку колку што вложил во големата лажливка сцената. Дрим, драм, друм, три имиња кои содржат она што е далеко од дома, она што ги раскажува патиштата и она пошто може да се друмува. Дрим, драм, друм, се разбира со ум. И ова е последното, 26-та страна за светото и клетото. Знам многу колеги кои можат да си заминат или да се откажат од представата без око да им трепне. Причина секогаш се наоѓа мал хонорар, тезга, не им се допаѓа критиката, улогата, колегата, едноставно така ги лечат своите конфликти од и вон театарот. И што, и како, и зошто тогаш воопшто влегувале во театарската заедница и создавале представи во кои вербата им се полни од надворешните состојби. И како потоа да не ја чувствуваш потребата да се претвориш во Гротовски во неговото самоубиство на театарот.
Оној сиромашниот ми летна листот. Исусе на помош. Оној третиот и маргиналниот, оној нашиот скрб и утеха, Војдановата дружба и Еврипидовата одлука да си дојде во Македонија. Или Орфеј со својата лира зад кого иде Самоило, барем така раскажала баба Вања Македонката, причина секогаш се наоѓа. Да избереш дали си културно-образовна институција од научно-истражувачки тип, или си публикотропизам според Гротовски и себеафирмирање. Актер кој се жртвува и актер кој се продава. Толку, ете тоа е времето на скрбизмот. Значи ја озвучувам оваа книга, издадена за 10 години театарска критика 98 година, која раскажува некои наши приказни, да знаете како и зошто. Денеска 7 години не можам да добијам театарска премиера од кукурајковци кои се на власт. И претходно 7 години не ми даваа и тие другите. Значи да знаете дека долгогодишно, континуирано, постојано уништување и забранување на македонската култура е системски процес на сатанските сили, бидејќи Израел и Македонија се запишани во една голема друга драма, Светото писмо, која зборува за животот и смртта. Мир вам, театарски пријатели, и лесна и плодна сцена. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце,